Порано бевме навикнати да слушаме за витаминот Д и неговото влијание на коските. Но се докажува дека витаминот Д е многу поважен од тоа и дека има многу функции во нашите тела. Повисоките нивоа на витаминот Д во крвта, например, се поврзани со подобар исход или медицински кажано подобро преживување кај ракот на дојка. Ова особено важи за жени пред менопауза. Вака гласи генералниот заклучок на значајна научна студија која беше објавена минатата година во Journal of American Medical Association Oncology. Научниците следеле 1666 испитанички во период од 7 години, го мереле нивото на витамин Д и ја барале евентуалната врска со исходот од рак на дојка. Жените со повисоки нивоа на витамин Д, за разлика од оние со пониски, имале за 28% поголема веројатност за преживување, без оглед на останатите фактори, дури и карактеристиките на карциномот. Кај жените пред менопауза, овој ефект бил уште посилен. Повисокото ниво на витамин Д значело и 55% поголема веројатност за преживување. Инаку, витаминот Д и во други студии е поврзан со помала веројатност од појава на одредени видови рак, а исто така е поврзан и со подобро преживување кај рак на дебело црево. Значи, ова не е единствена студија која на некој начин го поврзува витаминот Д со канцер. Мој совет до пациентите. Немате никаква штета ако витаминот Д го одржувате во природните физиолошки нивоа, поблиску до горната, одошто до долната граница. Може да имате само потенцијален огромен бенефит. Лесно се мери и обврзно измерете витамин Д во крвта пред да почнете да земате суплементи. За дозата, секогаш треба совет од стручно лице. Витаминот Д, конечно, е меѓу најевтините и најбезбедните суплементи.